Еве, на минатото рочиште го вметнавме повторно протоколот по прашање на повеќе свидетели. Тој фамозен протокол 2005 година и се наметна неопходна потреба, бидејќи распрашен поранешниот министер за транспорт и господин Мехази, обвинителството ги поставуваше прашањата на претходниот председател на бордот на директори господинот Мицковиќ, а Владо Вучковски како тогашен премиер на влада на Република Македонија потписник на тој протокол, па заради утврдување на целосната вистина за сите нас, потребно е него сведочење за неопходноста на тој протокол, какви се придобивките за државата, дали има негативности, дали има контрадикторности, дали има нешто што е спротивно на интересите на државата, и мислам дека и во интерес на сите, бидејќи тој како потписник е должен на некој начин да дојде да сведочи пред судот и да каже правата вистина за овој настан. Кажете ми, докаде е постапката со замолницата во врска со вашиот клиент и со останатите во постапката? Имаше, ако се сеќам, преку Министерството за правда пред неколку години обиди да се донесат лицата кои што се сега веќе обвинети. Јас кажав дека конкретно може да зборам за мојот, за Атила Сендри. Самата грешка е направена и во доставницата тогашна. Барано е лицето Имре Атила Сендри, таткото, значи некој друго лице. Меѓутоа, јас тоа укажав и на судот дека фактички Атила Сендри не е релативно и званично поканет да присуствува на рочиште. Ми укажаме на таа неправилност дека се има доставница друго лице, меѓутоа судот тера по свое, ние сме тука да ги приступиме интересите и мислам дека ќе докажеме дека Атила Сендри конкретно во овој случај не е винен за ништо за обвинение.